Во црквата Света Богородица во Тетово утро во посветата литургија, во црковниот базен во дворот, владиката Господин Јосиф го изврши чинот на водосвет и спуштање на Светиот крст. По крстот скокнаа тројца млади верници, а најсреќен беше 25 годишниот Матеја Велјановски од Тетово. Јас сум Матеја Велјановски од Поток, имам 25 година, скокам 4-та година поред и многу ми е драго што го фатив годинава крстот после 4 години. И тоа е све. Што посакуваш? Здравје на свите, па и на мене, и на моите дома. Претходно се отслужи Света Божествена архиерејска литургија, на која чино начествуваше митрополитот Тетовско-гостиварски Господин Јосиф во сослужение на свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво. Во својата беседа тој го истакна значењето на празникот, денот кога се осветуваат водите, а воедно ги поучи верниците како правилно треба да ја употребуваат светата вода. Денешниот празник во народот е познат како водокрштение, водокрс или водопост. Водокрс доаѓа од крштенијето, односно од осветувањето на водата, а водопост поради тоа што се работи за строг пост. Овој празник е востановен во спомен на крштенијето на луѓето кои го примале христијанството. Во Светата црква се познати две осветувања на вода: големо и мало осветување. Големото осветување се врши 2 пати во годината. Токму во денешен ден на водопост, во предвечерието на Богојавление и утре на Богојавление, зашто се сеќаваме на крштевањето на Господ Исус Христос во реката Јордан, во која црквата го гледа прототипот на очистување на гревовите, но и вистинско осветување на водата со присуство на Бога. Исто така секој пат кога се извршува крштение, се случува големо осветување на водата. Додека пак мал водосвет се врши во различни прилики, како и при други црковни чинови и на барање на верниците. Во зависност од потребата, мало осветување може да се изврши во секое време и на секое место, во куќа, во поле, во градина и така натаму. Покрај тоа што водата ја гасни телесната жет, таа ја користиме и во гаснење на духовната жет, и тоа преку чинот на осветувањето се осветува и самата вода. Осветената вода за православните христијани е драгоцена, заради тоа што е исполнета со сила на Светиот Дух кој живо твори. Затоа да ја разбудиме совеста и да ја користиме и чуваме на правилен начин. Светата вода, особено она од Богојавление, која народот ја носи во своите домови, може да се чува неограничено. Според црковното предание, доколку целата количина на богојавленската вода не се потроши побожно во текот на годината, тогаш кога ќе стигне нова вода, остатокот од старата вода може да се стави во некој бунар, во река или во цвеќе, или пак целосно да ја испие. Во секој случај се истура на места каде нема да биде изложена на газење или осквернување. Богојавленската вода, како и светата причаст, верните ја пијат и употребуваат на гладно, особено во време на болести и при секоја немоќ. Што се однесува до водата која се осветува во домовите, во текот на постот, од неа може, а и треба да се пие секој утро пред јадење и така да се потроши. Единствено во Тетово, чинот на спуштање на крстот се извршува на празникот Водокрст, односно еден ден пред Водици. На сите наши верници од Тетовско-гостиварската епархија им го честитаме престојниот празник Водици, бејќи денеска нели е Водокрст. Денеска во Тетово е запазена една традиција, единствено во нашата татковина, на Водокрст, на водопост, да се фрла крстот, да се осветуваат водите. Ова традиција продолжува со години наназад била и се надевам дека ќе продолжи понатаму, бидејќи нема ништо лошо во тоа. Им го честитам празникот со желби за многу здравје, благосостојба во нивните домови, мир и љубов меѓу сите наши луѓе. За многу години празникот. Одбележувањето на Водокрст во црквата Света Богородица секогаш привлекува голем број верници.
Осветената вода со призивање на Светиот Дух во црковните садови, што се пие за телесно окрепнување и отстранување на секакво зло од домовите, верниците ја понесоа дома. Празнувањето на водици продолжува и утре со спуштање на осветените крстови во црковните базени и реки.